Благодарам, председателе. Имам 3 пратенички прашања, но за жал ниту еден од министрите не е овде и тоа го покажува односот на дел од министрите, секоја чест за овие кои што се овде, меѓутоа односот на министрите кон собранието. И две прашања се до едно прашање до Фатмир Лимани, до Бесар Дурмиши и до премиерот, меѓутоа премиерот најави дека ќе биде отсутен, така да очекувам на сите 3 прашања да ми се одговори писмено. За Фатмир Лимани, министер за социјална политика, демографија и млади, во програмата на влада за 2025 година нотирано е дека фокусот на социјалната заштита се однесува на неколку клучни аспекти, помеѓу кои борбата за против сиромаштија, преку сеопфатни економски и социјални политики и целосна вклученост на лицата со попреченост. Скоро една година е Фатмир Лимани министер, немаме никакви измени на Законот за социјална заштита, за да можат овие владини определби да бидат реализирани, потребна е измена и дополнување на Законот за социјална заштита, па дури не се стасани ниту измените односно согласувањето на ЗОРОДу. Затоа прашањата, имам неколку поврзани подпрашања во врска со оваа проблематика. Првото е до каде е ветеното за зголемување на доместосите за гарантирана минимална помош, посебниот додаток, правото на попреченост, правото на надоместок на плата за скратено работно време на оние родители кои што се грижат за своите деца или за лица со попреченост. Беше ветувано 10% секоја година, меѓутоа еве 2 буџетски години, една календарска година и никако да се дојде до зголемување на овие надоместоци. До каде и кога се планира да биде донесена програмата за рефундирање на средствата платени како царински давачки, ДДВ и акцизи за набавка на патнички возила на лицата со попреченост? Денес сме 29 мај, програмата за 2025 година не е донесена, имаме многу реакции од лицата со попреченост, од јавноста, така да го прашувам кога ќе биде донесена. Ветувано е вработување на лица со попреченост во јавните институции во програмата на влада за 2025 година и затоа го прашувам колку се вработени во 2024-2025 година лица со попреченост во јавните институции, колку постапки се отпочнати и кога се планирани да бидат завршени. Понатаму за Фатмир Лимани колку уште 2 дополнителни подпрашања, колку старски домови во неговиот мандат се отпочнати со изградба, кои се тие, колку средства имаат во буџетот и во буџетот на Министерство за реализација на ова прашање и за кои домови станува збор. Исто и за градинките, колку градинки се отпочнати со градба во периодот јули 24 мај 25 од средствата на Министерството, кои се тие, во кои општини и колку средства имат предвидено во буџетот. Второто прашање е до Бесар Дурмиши. На 27 февруари 2025 година на седница на собранието до министерот од страна на Фатмир Бетики беше упатено прашање во врска со нефункционалноста на економско-социјалниот совет и застојот на социјалниот диалог. Меѓутоа, до денес таков одговор писмен и во тој момент министерот не беше присутен на седница за пратенички прашања и до ден денес не е одговорено писмено на оваа прашање. Тоа со што представува сериозна повреда на законските обврски и принципите на отчетност пред собранието и граѓаните. Во меѓувреме синдикатите остануваат цврстен на ставот за минималната плата од 500 евра, што е поддржан и од нас како Социјалдемократски сојуз, додека владата молчи и го пролонгира диалогот, а според статистичките индекси, индексот на трошоци на живот за април 2025 година е пораснат за 2,6 во однос на април 2024 година, индексот на цените на
Мало во истиот период се зголемил за 2,7%. Што значи дека трошоците, односно животниот стандард на граѓаните се намалува, подршувачката кошничка изнесува 62.691 денар, што значи дека се потребни 2,5 минимални плати за да може да преживее едно 4-члено семејство. Поради ова, повторно го поставувам прашањето дали владата има намера да го одблокира социјалниот диалог и кога економско-социјалниот совет ќе почне да функционира согласно неговите законски надлежности, дополнително и зошто Министерството досега не го достави писмениот одговор на ова прашање, како што е обврската според деловникот на Собранието. И третото прашање до председателот на владата на Република Северна Македонија, Христијан Мицковски. Почитуван премиере, почитувани колеги пратеници, почитувани членови на владата, трагедијата што се случи во дискотеката Пулс во Кочани нема никогаш да се заборави. Болката на семејствата на починатите и на страданите нема никогаш да исчезне. Изгубивме 62 млади животи, над 200 млади девојки и момчиња се повредени, некои од нив имаат и трајни последици, траен инвалидитет. Ова не е статистичка бројка, тоа се млади животи и тие не смеат да бидат заборавени. Болката што ја преживеа Кочани и не е само локална, таа е болка на целото општество. Ним не им е потребна само декларативна реторика, ќе го направиме тоа и тоа, нив им е потребна помош сега, во овие моменти, кога им е најтешко, кога е потребна грижа за повредените. Затоа денес на овие пратенички прашања ќе потсетам за предлогот закон за поддршка и на страданите во несреќата во Кочани. Како пратеничка група на СДСМ и коалицијата го поднесовме прво во скратена постапка, но за жал колегите пратеници од владеачкото мнозинство немаа слух. Овој предлог закон не е пиар кампања, не е политичка калкулација, овој закон не е реална потреба, но луѓето им е потребна реална помош која во моментот ја немат. Не е доволна помошта само преку Црвениот крст и тоа всушност не се пари на владата, туку тоа се пари на граѓаните и на општествено одговорните компании. Владата никаде ја нема да помогне. Тие луѓе се секојдневно по доктори, по преврски, по потрага да ги обезбедат најдобрите услови за лекување на своите деца. Слушнавме од страна на премиерот дека е најавен проект Кочани 2030 во ред, меѓутоа, каде е помошта сега? Овие граѓани немаат време да чекаат до 2030 година. Предлог законот на СДСМ е конкретен и вистинска помош. Затоа минатата недела повторно го поднесовме предлог законот за поддршка и рехабилитација на настраданите во несреќата во Кочани, овој пат редовна постапка. Ги слушнавме сите коментари и забелешки од владеачкото мнозинство и се вметнати во самиот предлог на закон. Од тука, моето трето прашање до премиерот е дали овој пат како владеачко мнозинство ќе покажете политичка волја овој предлог закон конечно да се стави на дневен ред на собранијската седница и да добие поддршка како приоритет на општествена совест и морална обврска. Да се дебатира во собранијските комисии пратениците од власта, доколку имаат забелешки преку амандмани да се реагира. Но на крајот на денот законот да биде усвоен, да стаса поддршката и помошта до граѓаните на Кочани и околните градови од каде што имаме настрадани. И само на крај во прашањето што беше поставено од страна на мојот колега Оливер Спасовски, сакам дополнително да кажам дека за и она што го праша министерката за финансии, сакам дополнително да кажам дека во несреќата, односно во пожарот во модуларната болница во Тетово, со одлука, со заклучок на влада се одвоени по 30.000 евра за секое семејство на настраданите и дополнително по 1.000 евра со заклучок на влада и задолжување што беа исплатени од страна на Агенцијата за визуелни медиумски услуги, што значи дека во тој период како влада сме воделе грижа за семејствата на настраданите. Тоа го очекувам и од оваа влада сега во најбрз можен период да помогне на семејствата на настраданите и на повредените од несреќата во Кочани. Благодарам.